Господин Александар Наунов немаше да стоиме овде денеска ако пред точно една година не би се случеше најлошото нешто што може да му се случи на еден родител, да го загуби своето дете. Од тоа што го видовте кобната вечер, од она што го слушнавте во следните 365 дена, дали имате јасна слика како точно загина вашата ќерка и дали веќе за себе како родител имате изградена слика кој е виновникот? Таа вечер, пошто бевме се договориле да не оди на диско, да се врати дома, ја мислев дека она е во нејната соба. Но за жал во 3 часот и 40 минути ми звони нашата кумица Анита Коцева и ми звони на мојот телефон. Ја не го ни слушнав пошто бев многу изморен. Мојата сопруга се јави. Она ми кажа дека Анита и звонила и вика дека дискотеката Пулс гори. Ја видов собата на Надица е празна. Звона ми не ми се јавува. Ајде идеме до дискотеката, 100% е таму, бидејќи не се јавува. Пред дискотеката имаше полиција, имаше болнички коли, имаше многу исплашени луѓе, имаше луѓе исцрнени целите. Јас додека ја паркирав колата, мојата сопруга се отиде побрзо до влезот на дискотеката, кој излаваше огромен црн чад и имаше пред дискотеката тела, имаше изгорени лица кои беа во несвес. Се кршеа вратите тогаш јас кога дојдов. Мојата сопруга е пробала да го крши делот од женското веце, кој што од десната страна е со гипс картон, бидејќи од таму излавале врисоци на деца кои викале помош, дајте ни воздух, немаме воздух. На неа не и дозволиле да влезат, но јас влегов. Мојата Надица беше измеѓу првата врата и она каубојската, целата во розово. Пожарникарите вадеа деца од внатрешниот дел на кај вратите, други луѓе ги изнесуваа надвор. Јас кога зедов мојата ќерка немаше никакви знаци на живот. Она иако беше 51 кило, за мене беше како 200 кило. Не можев да дигнам, ми помогна мојот пријател Милевој Фотолуна. Ја симнавме доле кај мојата сопруга. Едно дете ми подаде вода за да ја измиеме. Јас се надав дека има шанси да ја освестиме мојата ќерка. Но видовме дека не реагира никако, пулс немаше. Мојата сопруга рече, брзо зимај ја колата, секунди се во прашање да ја однесеме во најблиската болница. Јас кога го земав моето возило, чекав на ред за да ја земам мојата ќерка. Но кога искочив од колата, едно другарче, не го знам кој е, сигурно е на мојата ќерка другарче. Вика, Надица ја однесеа со друга кола, вика. Со неа беше и мајка и вика, може ли, вика, ти да не однесеш нас? Викам, важи, не е проблем. Се слушнавме со мојата сопруга, она вика, брзо качувај се горе, живото на Надица у Божји раци. Докторите немат многу надеж. Ја прашав каде, она рече во хирургија горе на спратот. Бидејќи знам дека е тоа, веднаш се најдовме, мојата сопруга беше вознемирена, целата се тресеше. Болничарите се и кажале да се трнат од салата, врнале го пулса, ама пак била критична ситуацијата. Почнавме да се молеме, ја и мојата сопруга. Почнавме да се молеме, но од десно, бидејќи беа скалите, имаше многу викотници, многу врскање. Мојата сопруга вика, јас ќе останам тука, помогни ти колку што можеш, бејќи Господ ќе се смилува нашето дете. Така јас кренав на степениците, веднаш едно дете кој беше повредено на десната нога и му течеше крв, го однесов со друго дете во интерно, каде што го презема лекарите. Пола саат помагав колку што можев, бев исцрпен целосно, но мислите ми беа кон мојата ќерка горе. Се качив горе,
мојата сопруга плачеше и викаше ја изгубивме нашата надица. Тај момент како да ми се струши целиот свет. Не верував дека може нешто да се десе на толку интелигентно дете, на толку послушно дете, на таква трагедија на никој не пожелувам. Не дај Боже некој да биде во наша кожа. Тоа е болка неопислива. Веднаш влеговме во собата, гледахме дека на десната рака имаше убуто дигла, беше интубирана и течеше инфузија. Но немаше пулс на срцето. А болничарите не беа околу неа. Не знаевме што се и давале, не знаевме ништо. Они не са ни имале сила да ни кажат дека е почината, но се избегале од соседната врата за да помагат на другите повредени. Значи тоа беше за мене и за сите семејства голем шок, што мислам дека ќе ни е врежено во нашите животи таа кобна ноќ и нема никош да се избрише. Токму поради настаните од таа кобна ноќ, овде во судницата во Идризово се води судски процес, поточно еден од судските процеси за кој што ќе поразговараме малку и подоцна. Моето прашање е како вие гледате на текот на судскиот процес кој што се одвива овде за пожарот во Пулс? Бидејќи овој предмет е најрано почнат, знаеме дека ќе има за полицајците уште 3, кој еден више се одвива, другиот ќе почне на 1 април и ќе има уште еден за инспекцијата на Управа за јавни приходи. Пред се на нас ни е превентива за вистинските виновници, да ги следеме тие процеси. Тоа са овој и оној за полицајците што се осудени што се осомничени за тешки дела против општата безбедност. Другите са институционални грешки што ние како родители не можеме ни да си дозволиме ни финансиски, ни имаме толку слободно време за да ги следеме сите 5 судски процеси. Така да ќе бидеме концентрирани кон овој, сега денес што се деси, што е со 35 обвинети и 3 фирми, и оно што е за 13 полицајци, што са директно виновни за таа кобна вечер. На овој обвинителен акт, бидејќи пред да почне рочиштето имавме повеќе средби со обвинителите, едно јасно и гласно ќе кажам дека ово масивно убиство, дури и малку, да се прогласи за тешки дела против општата сигурност. Бидејќи тоа е најтешко дело што може да се пренамене како најтешко дело до 20 години. Обвинителите си ја завршија својата работа. Значи има 200 гига докази со вештачење, со зимање телефони на правите осомничени, со секакви докази кои што ќе се прикажуваат на рочиштата. Ние веруваме во обвинителниот акт и знаеме дека вистинската правда за нашите деца ќе искочи. Ако имаме притисок од некои адвокати, што ги разбираме, они мора да изимат парите на ни, но они не можат никош да ги обвинат нивните клиенти. Ние сме свесни за тоа. На нас прво ни беше криво зашто да имаше адвокати откочени, затоа што тие што ги бранат се ни наши најдобри пријатели. Со они сме делиле и лошо, и јарно, и сме израснале со нив, дел од нив. Бидејќи они беа и на гробишта, ја знаеа нашата мака, за не знам како се нафатиле тоа да го прават, пошто има адвокати и од други градови. Ние никош не сме биле против обвинетите да имат адвокати. Значи, ако немат адвокати, нема ни да биде ни судскиот процес, нема да се одвива. Но од градот ни беше криво, но мораме да продолжиме со нашата болка.
мораме да ги трпаме како лажат, бидејќи они имат право да лажат. Они имат се, само ние ќе ја чекаме правдината за нашите деца. Дел од експертската јавност и досега излегуваше, да кажем, и со критики кон стратегијата која што одбра јавното обвинителство, а тоа е да се гони голема група на луѓе во еден предмет за исто кривично дело, нели, за иста последица. Моето прашање било како вие гледате и на стратегијата на обвинителството, но од друга страна и на критиките кон таа стратегија на обвинителството. Како што реков, јас имам поверение, бидејќи јавувањето на воведните говори на обвинителот убаво кажа дека од 2012 сите институции не се презеле работата, него секој од одговорните, наместо кои заврши мандатот да пресечат и да речат чекај, правило се е неправилна. Имало е неправилности, ние ќе продолжиме правилно. Значи тука е бил Синџиро толку цврсто врзан да ни еден од 2012 до 2025 не го е пресечел, за да речат обвинителите чека ние ќе почнеме од, да речем, од бившиот градоначалник па нагоре, бидејќи бившиот градоначалник го пресекол Синџирот и од тамо да продолжат. Значи сите се работеле корумпирано, значи не са ни виделе како работи тај локал, бидејќи уште нема пренамена. Вие знаете дека дискотеката е била без пренамена на локало, уште е работила за салон за теписи. Значи како може дискотека да работи или ноќен клуб, како што го викат, не е битно, да му издадат лиценца за салон за теписи. Значи тука никој не е одговарал, тука само некој ставал пари у џепо и само подпишувал или е бланко давал подписи. Наунов говорите од лично име, но говорите од име на председател на Сдруженијето 16 март од Кочани, каде што членуваат поголем дел од семејствата кои што загубија член во пожарот во Пулс. Би сакал да ве прашам како и лично, но и како председател на Сдруженијето гледате на минатогодишните ветувања за брза и за ефикасна правда за овој случај, но и за ветувањата за рестартирање или ресетирање на системот за вакво нешто да не се повтори. Вака, ние како здружение имаме сите истата тежина. Значи ние како фамилија формално мора да имаме председател, но сите си го водиме здружението како една фамилија. Значи имаме позитивно, мислам, сите имаме исто мислење, сите сме со иста цел за вистинска правда на децата, а распределени сме на колку можеме начини за да се олеснеме работата и како здружение на граѓани 16 март Кочани, нашата порака на маршовите е секогаш никогаш да не се повтори. Никој да не го помине тоа, ние што го поминуваме сега. Викат, најтешка казна е на родителот да си го изгуби своето дете. Ова здружение е направено за правда на децата, кој за жал не требаше никогаш да се направи, не требаше никогаш да постои ако е функционирал системот. Моето дете требаше сега да оди на школа, нивните идеи да си ги и соништа оствари, но за жал ние ќе го продолжиме нивниот пат кон вистинската правда. Другото прашање што беше? Дали сте задоволни, односно дали сметате дека се исполнуваат ветувањата за брза и ефикасна правда и ветувањата за ресетирање на системот, односно засилени контроли кои што ќе уредат оваа материја за да не се повтори? Бидејќи континуирано се гледаме по 6 рочишта кои траат по 5-6 часа месечно, а во 5-6 часа на рочиште, мислам дека ќе се побрзо мислам дека побрзо правдата ќе скочи на виделина, бидејќи од 218 сведока се симна на 38, сега знаеме дека ќе бидат уште помалку, пошто како што знаеме, доказниот материјал го имаме. Значи знаеме како е. Доказниот материјал е подобар и потврсто, бидејќи тоа се директни комуникации со обвинетите,
и мислам дека побрзо ќе се заврши. Сега испитувањето со сведоците знаеме дека оде побрзо. Они имат разработено шема сите, пошто знам дека имат и Вибер група обвинетите. Целта е на ние да одоговлекуваат работата, али после кој ќе почнат доказите нема ни приговор, нема ни ирелевантно, што викат, немам појма тама тоа. Вистинските докази енос доваѓат и јас мислам дека правдата ќе биде најбрзо постигната во што може брз рок. Дали сте задоволни од поддршката која што имате од државата? Од државата немаме ништо поддршка. Значи, имаме ние официјални документи, бидејќи здружението на тоа работи, а ние немаме никаква помош од државата. Ние имаме помош само од народот. Што барате и што очекувате од државата, мислам? Од државата бараме емпатија малку, да се сочувствува со нас, бидејќи ние не сме ни 30% од тоа што бевме. Ние не можеме ни да работиме, не можеме ни да функционираме. Значи, јас одам на работа како да ми помине денот. Не беше она, како да ви кажам, мојата емоција, моето рекламирање на мојата пицерија, јас сам си ја рекламирав. Ние бевме кон секој муштерија 24 часа присутни за да угодиме на се. Но ова ни се сруши, но ова ни ги сруши соништата и на мојата фамилија и на сите фамилии, што се засегнати во оваа трагедија. Така да немаме никаква помош од ништо. Благодарност до хуманите луѓе, само тоа можам да кажам. А од државата треба да има емпатија и да застане она како одговорна и да не изброде од овај немил настан, за да го поминеме ние како лица побезболно, со психолошка поддршка, со секаква поддршка. Значи, они како сакат да стават оваа ситуација под тепих, како они викат баш сега ли на мене можеше да се деси. Значи, ние го тоа имаме лично слушнато од тој што треба највеќе да ни помогне. Како државник, како премиер, требаше да застане до нас, да ни даде сочувство, да биде со нас, се што требаше да ни помогне, него фактички испаѓа дека ние сме му на него трн во окото. Него само интересират партиски гласови и ништо друго. Животот, велате, покрај се се продолжува понатаму. Што останува вас да ве води низ животот? Мојот живот е поделен пред трагедијата и по трагедијата. Ја ништо не размислувам друго освен правдата на нашите деца. Благодарам многу на времето. Фала ви на вас.